Почитувани ученици, добре дојдовте во училница на часот по македонски јазик во 5-то одделение. Јас сум одделенски наставник Наташа Тодоровска од Основното училиште Ѓорги Сугарев од Битола. На часот по македонски јазик ќе обработиме песната Есене, а надвор на вистина есен. Па ајде да започнеме. Кои цели треба да се постигнат на денешниот час? Да го откриете основниот мотив во лирската песна, да ги опишете поетските слики, да определите стих, строфа и рима во строфата, изразно да ја читате песната и да ги откриете собствените чувства при читање на песната. А што ќе ви биде потребно за денешниот час? Учебник по македонски јазик, тетрадка по македонски јазик, прибор за пишување и за они ученици кои што обично сакаат да си цртаат и се побрзи во пишувањето, може и боички за сликање. Подгответе се, стопирајте го видеото и подгответе се за активност. Се надевам дека сме подготвени за работа, па можеме заедно да почнеме. Сака малку да се разиграме. Една гимнастика на уво што би рекле. Ке играме со букви. Во дадениот Венов диаграм ќе покажам неколку букви, а како ќе излегуваат буквите, вие обидете се да составите збор. У, Ш, К, А, Р. Ушкар. Шкару. Играјте со зборовите, со буквите, видете составите некој збор, стопирајте го видеото пред да излези конечниот одговор. Има некои брзи деца кои што го погодија зборот? Круша. А со зборот круша ние можеме да составиме една народна поговорка, повторно ќе ви понудам зборови чиј редослед е измешан, значи реченицата е паѓа крушата круша пот, не. Меѓутоа обидете се да направите, да ги поместите зборовите, да играте со нив и да видите која мисла, која народна поговорка ќе ја добиете. Стопирајте го видеото и продолжете. Да се провериме. Крушата под круша паѓа. Крушата под круша паѓа. Оваа народна поговорка може да се каже и во позитивна и во негативна смисла. Ако за некого има добри особини, за некој дете, значи еве да земеме пример како дете, прекрасно воспитано дете, послушно дете, и велиме, исто како неговите родители можеби, и викаме крушата под круша паѓа, какви родители, такви деца. Но има и во негативна смисла, че надеваме дека се помалку такви примери. Продолжувам. Одиме на песната Есене. Во почетокот покажав дека на страна 22, но би сакала да го следите видеото. Тука е песната. Есене, жолти знамења се веат. На стежната гранка жолти скокотки се смеат. Првата е круша дрочна, втората е круша сочна, третата е круша зрела, од сончеви зраци врела. Кога ветрот ќе го шинам, ќе подскокнам, ќе ги скинам, во устата ќе ги садам, од смеата ќе ги крадам. Есене, жолти знамења се веат, а на снежната гранка жолти скокотки се смеат. Можете и да го заприте видеото, за да ја прочитате уште еднаш песната, да обрнете внимание на строфите, а потоа јас веќе ги повлечам стрелките и ќе ги поврзам првата и четвртата строфа со една заедничка стрелка. Прочитајте ги внимателно што можеме да заклучиме. Есене, жолти знамења се веат, на стежната гранка жолти скокотки се смеат. И првата и последната строфа се исти. Тоа значи дека во македонскиот јазик, исто како во музичко, имаме строфи кои што се повторуваат, тоа се вика рефрен во песната, исто како и во музичко. Но за ова стилско средство ќе учите во погорните одделенија. Ајде, ние повторно да си одиме со песната. Ве молам, подгответе ги тетратките, бидејќи паралелно како ја читаме, ќе обработуваме исто како да сме во училница. Значи, го запишуваме насловот на песната Есене.
и како обработувавме песна. Првено определувавме основен мотив. Што беше тоа основен мотив во песна? Кој ќе ми каже? Да можевте да крените 2 прсти, па сигурно ќе видиме дека пола училница веќе е подготвена. Основен мотив беше чувството кое што го поттикнало поетот да ја напише оваа песна. Па ние сега уште еднаш кога ќе ја прочитаме, ќе размислиме кој е тоа основно чувство, кој тој мотив што го натерал поетот да ја запише оваа песна, овие прекрасни стихови за есента и за вкусниот плод круша. Есене, жолти знамиња се веат, на стежната гранка жолти скокотки се смеат. Стопирај го видеото, прочитај ја еднаш, 2 пати, 3 пати строфата, анализирај ја. Кои се тие жолти знамиња на гранките што се веат, а гранките се стежнати пак од некои жолти скокотки. На што мисли тука во моментот поетот? Кои се жолтите знамиња, а кои се жолтите скокотки? Што мислите? И дали кога ја читате строфата на крајот на стихот, провериме колку стихови има, првата и четвртата, дали се исти со втората и третата? Не, првата и четвртата строфа кои што се исти, всушност рековме рефрен, тие се составени од 3 стиха, а втората и четвртата од 4 стиха. А што се они зборови на крајот на секој стих? Веат, гранка, смеат. Се сеќавате ли на зборовите кои што гласовно се совпаѓа на крајот од стихот? Како веат, смеат? Точно, тоа е рима. Значи, кога во песната има римувани зборови, многу е полесна за меморирање и за учење. Одиме на втората строфа. Првата е круша дрочна. Втората е круша сочна. Третата е круша зрела, од сончеви зраци врела. Размислете. Кои зборови тука ви се нешто непознати, дали нешто не ви е јасно во строфата, слободно, ако можете, прашите неколку возраст, меѓутоа размислете, мислам дека не е јасно, не е тешко. Жолтите скокотки на сушност не се крушите, дрочна, убава, голема, сочна, полна со сок, значи една круша, една чаша сок, и зрела, тоа значи дека нема да оставиме, туку веднаш ќе ја вкусиме. Одиме на третата строфа. Еве ги крушата, дрочна, сочна, зрела. Кога ветрот ќе го шинам, ќе подскокнам, ќе ги скинам. Во устата ќе ги садам, од смеата ќе ги крадам. Размислете за третата поетска слика. Стопирајте го видеото, прочитајте ја. Што сака сега тука поетот да каже? Кога ветрот ќе го шинам. Не туку ќе се спротистави на ветрот. Ќе подскокне и ќе ги скине крушките, бидејќи едва чека во устата да ги стави. И четвртата строфа, рековме дека иста со првата, и така да ја добиваме истата поетска слика. Сега ваша задача, бидејќи сте и големи, и тоа обично го правите на часот со наставничката, стопирате видео и си запишувате по една реченица за секоја поетска слика. Првата и последната може да ви бидат исти, бидејќи се повторуваат. Видеото се стопира и продолжете си да работите. Хајде да видиме вашите размислувања какви се во однос на основниот мотив. Бидејќи зборуваме за есента, еве мојот основен мотив што не значи дека не е точен, не е грешен. Значи затоа што нашите чувства, како што рековме, секој ја дожива различно песната. Не е македонски математика дека 2 плюс 2 е 4, само тој точен одговор. Во македонски сите одговори за кои што доаѓаат од душата, од чувствата на оној што ги искажува, се точни и секој има право да си го искаже свој став. Па еве како би изгледал мојот план. Основен мотив, есента е богата со плодови. Поетски слики. Жолти знамиња на стежната гранка. Тоа е за првата и за четвртата строфа. 3 круши зрели, од сончеви зраци врели. Тука некако ми доаѓаше да се замислам римуваните зборови да ги искористам. Од ветрот ќе ги крадам, со насмевка ќе ги јадам. Тоа е за третата строфа. Сега,
Прочитајте ги плановите на наставничката ваша. Значи, кога ќе се видите на Zoom или некоја друга платформа, ги прочитате што сте напишале. Бидејќи јас овде зборувам, меѓутоа не можам да добиам повратната информација од вас. Слушајте и споредите како размислуваат другите дечиња. Значи, да видите дали со некој дете сте размислували исто и сте погодиле може би иста поетска мисла. И размислете пак зошто сите имате различни планови. Ако имате различни планови, а сигурна сум дека голем дел ќе имате различни планови. Се враќаме повторно на песната за да ја дадам домашната задача. Нема повторно да ја читаме песната, туку ќе дадам насоки за самостојна работа. Прво и основно, за домашна работа е да меморирате песната. Видовме дека песната е лесна, изобилува со римувани зборови. Штом има римувани зборови, таа е лесна за учење. Ќе ја читате строфа по строфа и ќе си ја кажувате. Значи, штом ја совладаш првата, одиш на втората, па ја повторуваш првата и втората заедно. Потоа третата, а потоа четвртата веќе ја знаеш. Но, откако ќе ја меморираш, ќе обрниш внимание на интерпункцијските знаци. Есене, запирка следува. Жолти знамења се веат запирка. Значи, во првиот стих имаш две запирки, а во третиот стих имаш извичник. Потоа, кога ќе се враќаш да рецитираш, ќе си ги кажуваш во паметот, ако треба и гласно, ќе ги изговориш интерпункцијските знаци. А откако ќе ја научиш, тогаш ќе се обидеш да ја напишеш со автодиктат во тетрадката без да дзиркаш. Да си провериш колку добро си ја совладал. Зошто? Затоа што утре, значи на следниот час, ние ќе имаме активности поврзани со песната. Ја анализираме песната, но многу ми е важно да бидете подготвени за часот. Дечиња, успешна работа, се гледаме утре или на следниот час. До гледање!